Добре дојдовте во За или против, јас сум Љупчо Цветановски, имам чест денеска мој гостин да биде градоначалникот на општина Ѓорче Петров Александар Стојковски. Добре дојде. Добро вечер, Љупчо, добро ве најдов и поздрав до гледачите на вашата емисија. Имаме добар старт благодарение на македонската фудбалска репрезентација 1-0, го победивме Казахстан во гости. Први сме во групата, добар старт денеска. Радосен момент, баш имавме можност пред да влеземе во студио тука заедно да го проследиме над првото одлично, честитки до момците, добра игра покажа и на претходниот меч и денеска, така да се надам дека само е почеток на позитивна серија на успеси за нашата фудбалска репрезентација. Исто така. Градоначалниче, една друга полоша тема, почнавме со убавото, нешто што ви се случува денеска. Скопската градоначалничка Данела Арсовска втор пат ви отвори, чинам, хемиска фабрика во општина. Повеќе пати. Не е втор пат? Не ги броиме веќе. Значи, колку хемиски фабрики ви отвори Данела и зошто не? Вака, шалата на страна, кој што ви рекле, ѓаволот таму одамна е односо шегата. И жаламе што сме сведоци на една таква ситуација. Како да е фиксирана за општината Ѓорче Петров, за разлика од некои соседни општини, каде што ниоко не фала, ниту па да поеде, ниту да најде забелешка. Работи, инвестира на други места, доека пак во Ѓорче не работи ништо, доаѓа и коментира за работи кои што се апсолутно неточни и ќе ги обзнанам овдека вечерва во емисијата. Како прво тоа што се повикува на изградба на некакви си хемиски фабрики, со тоа што сака да создаде чувство на несигурност во јавноста, сака да создаде едно чувство на паника помеѓу луѓето. Значи, најодговорно тврдам пред целата македонска јавност дека на тој потек, ниту пак на било кој друг дел од територијата на општина Ѓорче Петров не постои локација на која што е предвидено или ќе се градат било каков тип на објекти од тешка индустрија. Какви се тие хемиски фабрики први да објасни на јавноста, бидејќи таква класификација по Законот за урбанистичко и просторно планирање не постои. А градоначалник на главен град на градот Скопје треба да знае дека објекти со намена тешка индустрија се градат само надвор од градското подрачје. Додека пак во планот СЗ-16 е план кој што спаѓа и е утворен согласно генералниот урбанистички план на градот Скопје и самото согласно с тоа не може да има било какви услови за изградба на хемиски или тешка индустрија или било што. На локацијата на која што се осврнува градоначалничката има една маркица која што е намена Г2, а тоа е лесна и незагадувачка индустрија. И тоа треба да биде јасно на јавноста. Дополнително што тоа е веќе постоечки објект кој што е таму повеќе од 60-70 години, сега точно, тоа не можам да бидам прецизен. Објект кој што ги исполнува најстрогите еколошки нормативи, дури многу повисоки од тоа што со нашите закони се пропишани. Има собствена прочистителна станица, се надзири од Министерството за животна средина, од сите релевантни институции. До сега немало никаков проблем во однос на тоа, а со планот кој што ние го донесовме, чисто за споредба да знае јавноста, за скоро 3,5 пати е променета површината со намена индустрија. Значи, доколку останал стариот план како што бил, ќе имало 3,5 пати повеќе индустрија во тој дел, што со овој план не е случај. И знаете како, више јасна е тенденцијата и очигледна на немокта која што покажува на терен, со нефункционалноста на јавните претпријатија, со немањето идеја каде да се инвестира во општините, да се замајува јавноста и да се шпекулира, се става над другите институции. Што е целта? Едно време се ставаше над Министерство за животна средина, над комуналните инспектори, па гледаме потоа дека се стави над градежната инспекција, за да потоа во нашиот случај се стави над Уставниот суд на Република Македонија, бидејќи таму беше јасно и концизно кажано дека немаме никаков противзаконски акт донесено во општината Ѓорче Петров и за тоа и беше отфрлена незината иницијатива. За целите незини јас можам да не се само кандидира прости за градоначалник на општина Ѓорче Петров. Па не знам дали ќе се кандидира, тоа е незин избор. Што и како понатаму ќе прави, дали ќе продолжи со политичка кариера или пак ќе продолжи во некоја друга насока.
тоа пак ќе кажаме нејзин личен избор. Она што знам дека го направи за Ѓорче во последните години, дека направи ненадомеслива штета, која што ние како општина во дел ја компензираме, во делот на нефункционирањето на комунална хигиена Скопје, во делот на нефункционирање на паркови, зелено, во делот на нефункционирање на водовод и канализација на територијата на нашата општина, ништо посебно не е на територијата на други општини, но еве да се задржиме на делов што го актуализира како тема постојано, дури на мене ми е сумливо зошто толку долго чекале во процесот на давање со согласност од страна на градот Скопје, чекале 51 ден и пак не успеале да дадат согласност во тој, наместо законски пропишаните 5 дена, кои што се доволно за да донесат одлуки. Дали во тој период се случувале одредени пазарења со одредени парцели и површини кои што се дел од тој ДУП, и дали сето ова што го прави сега од агресија и од древот спрема немокта која што покажава и од немокта на незините вработени, односно нестручната и незнаењето кои што го покажале во самиот процес, со тоа што процесот неоправдано долго го одолговлечиле. Доколку вие имате одреден став, одредено знаење, одредено мислење, вие веднаш ги решавате проблемите. Не ги оставате проблемите за да потенцијално се оставите простор за некои други пазари и договори. Жалам што е ситуацијата таква каква што е со градот, и ако погледнеме од она што се случува на терен и од проектите кои што ги ветувавме во изборната кампања пред скоро 4 години, ќе видите дека во Ѓорче се нереализирани само проектите кои што се ветени од страна на Данела Арсовска. И Лука Геров продолжувањето, и кружниот тек и улицата Македонска војска, и кружниот тек на излез од Скопје према општината Сарај, и системот за подобрување на водоснабдувањето на Ѓорче. Сите тие се градски проекти, а ние како општина во целост нашите товарски спрема градот и спрема сите предпријатија во меѓувреме ги сервисираме редовно. И дополнително тоа што во Ѓорче Петров односно градот Скопје има наплатено милионски суми на приход од страна на комунали, односно редување на градежно земјиште за градба, без при тоа да има соодветен поврат на тие средства и да имаат од тоа интерес жителите на општината Ѓорче Петров. Значи, одговорно тврдите дека нема да преселите некаков си охиз во Ѓорче Петров и да бидете запалнете, не дај Боже, како лекарот што го отру Ѓорче. Скраја да, на тоа инсистираат цело време. Гледам дека постои тука една неформална коалиција помеѓу СДСМ, Левица и Данела Арсовска на терен, бидејќи се следат во активностите. И тоа е така и веќе јавноста тоа може да го примети. Ни на крај памет не ми паѓа да направам такво нешто ниту на мене, ниту на стручните служби. Затоа што јас сум лекар и сум стручен во мојата област, но тука за да се донесе еден детален урбанистички план или било каква постапка во делот на урбанизмот или било која друга процедура, има соодветни стручни служби кои што сето тоа стојат позади тоа. Стојат стручните служби, урбанистичката комисија во општина Ѓорче Петров, стои Министерството за транспорт, стојат сите други институции, Министерството за животна средина во време кога ВМРО беше во опозиција, еве ако идеме и на таа карта, значи некои други луѓе оценени дека тоа е како што треба. Дирекцијата за заштита и спасување исто така дала позитивно мислење и сите други институции кои што требало да бидат вклучени. Дале, да не било тоа така, Министерството за транспорт и врски во ниеден момент не мога да даде позитивна согласност за носење на тој урбанистички план. Тоа е едната страна, а другата страна е што тие секогаш задоцнуваат во реакцијата, па од кога беше донесен урбанистичкиот план, дадоа некое вонредно мислење што го враќа еднаш два пати, јас ги имам кај мене примероците од водовод и канализација, во кое што тврдат дека нема соодветни хидротехнички услови во тој дел на делот од генералниот урбанистички план на градот. Една друга тема да начнеме, вие сте еден од ретките веќе потврдени кандидати за градоначалник на општината, во овој случај повторно нели за Ѓорче Петров, еден од 25-те потврдени. Еве што значи ова за вас и на што се должи оваа доверба од партијата?
Па видете, ние сме, мислам 25 души дека бевме како прва група од кандидирани од страна на ВМРО ДПМН, па и од другите политички партии, бидејќи до сега немаат излезено барем официјално со своји кандидатури во другите општини. Но ова се должи на една макотрпна работа. И ние видите кога се спремаме за избори како политичка партија, секогаш правиме соодветни сондажи, анкети подолго време, не се прави тоа само пред избори. Така од денес за утре не е, значи. Никогаш не работиме така, напротив, работиме темелно. Ние од првиот ден од кога сме станати градоначалници, вклучувајќи се и тука јас самиот, работиме макотрпно и напорно. Работевме скоро 3 години со влада која што беше од другата политичка партија и ништо не најдовме за сходно да не закочи во овој временски период и да кажеме да наоѓаме отстапнина во целата таа ситуација, него работевме посветено, постојано на тоа да ги подобриме условите за живот. Сите знаеме поединечно со какви потешкоти сме се соочиле во рамки на тоа што го имавме затекнато, наследено, па што правевме во меѓувреме. Но еве сега сме на една добра, поставени на една добра основа и трасирани е патот кон успех и кон продолжување на реализација на нашите програми. Сега имаме поддршка од владата на Република Македонија, така да жителите веќе со многу позасилено темпо ќе гледаат резултатите на нашата работа. Како би ги оцениле од ваша гледна точка останатите 24 кандидати од различни профили? Има повеќето се веќе на функција, нели, но има и нови имиња. Па видете, јас искрено имам прекрасна соработка со сите од градоначалниците до сегашни, па дури можам да кажам и со тие кои што со другиот политички кампус, сем со градоначалничката на градот Скопје. Добри работници се, бидејќи ова е таков профил на функција, овдека треба вистина човек да биде работник, да ги засука ракавите, да биде постојано на терен, да ги слуша луѓето, да ги реализира нивните барања. И сметам дека овие луѓе што се сега и многу други кои што ќе дојдат понатаму, дека ќе ги освојат мандатите на наредните локални избори. И вие еднашка во претходна емисија ме прашавте колку јас останувам на исто став, дека барем 50 ќе имаме градоначалници на ниво на држава како ВМРО ДПМН. Анкетите велат дека може ќе остане опозицијата без ниеден, но еве да оставиме простор да видиме како ќе заврши целиот тој процес. Се погласно го слушаме тоа за бројката 0. Дали тоа е возможно опозицијата сегашна, зборуваме за СДСМ, да остане без ниту еден градоначалник? Дали е тоа еве математички Па видете вака, тоа е многу возможно со оглед на тоа што луѓето немаат краткорочно памтење, памтат што се направи Социјалдемократскиот сојуз и како влада во изминатиот период и како локално владење во изминатиот период и зошто да не? Такви сондажи се прават и ние се базираме на нив и тие до сега ни излагале математички прецизни и точни, така да верувам дека и тоа е можно. Јас немам увид директно во тој дел од таа аналитика, надвор од тоа што го имам за општината Ѓорче Петров, но гледајќи го тоа каква е ситуацијата статистички во нашата општина, верувам дека така и во другите општини на Социјалдемократскиот сојуз ќе му треба уште долго време да реално се рехабилитира, се реорганизира и се стави во некој колосек нормален, иако просторот за тоа е многу мал. Многу работа, планови, идеи, реализација, за разлика од она што се случуваше претходно, но и една друга работа која што беше, вие бевте, буквално кажано, претеч, односно предходница на она што се случи на парламентарните избори. Покажавте дека можете да работите без афери и се. Дали на ова се должат очекувањата, кои што се базираат меѓу друго и на еден друг момент до сега, еве, каде и да е, ќе се направат 4 години од мандатот ваши на останатите градоначалници на истата коалиција, нема ниту еден момент на скандал или поголема афера, било што такво не се случи. Дали тоа е тајната на успехот? Работа, идеи, немање скандали, без криминали, корупција? Многу едноставен е рецептот за успех во политиката, доколку сте искрен, доколку сте посветен и доколку сте работлив, на крајот од денот луѓето тоа ќе го препознаат. Ќе го препознаат вашиот труд и ќе го препознаат вашите заложби. Ние имаме многу питом народ кој што е разбирлив во одредени ситуации и има трпение, доколку ве процени дека вие не сте човек кој што лаже.
сето она што го имаме ветено, точно е, дел имаме направено, дел ќе го направиме во наредниот период и многу повеќе од тоа што сме ветеле, бидејќи приликите се менуваат, приоритетите се менуваат и знаете како нашето работење е жива материја во која што не знаете вие каде ќе се јави наредната потреба. Имало некои работи што на почетокот на мандатот не сум ги ни замислил дека ќе ги направиме, меѓутоа еве ги денес се во фаза на реализација или пак ќе се прават за многу скоро. Сме биле во една ситуација која што била запрепастувачки лоша, сега сме во подобра, ќе бидеме во уште подобра и ние треба визионерски да гледаме напред. Знаете како мене ми пречеше цело време што Ѓорче Петровка како општина беше потурнувана. Така беше дозволено претходно, да сме некако не само на маргините на градот Скопје, туку ете така да сме како периферна општина, знаете како подруг менталитет. Не, јас сакам Ѓорче Петров да биде држава во град, како што и сите Ѓорче Петровци сакаат, впрочем тоа и сме биле градче само за себе во минатото, така и се развиваме и сме на добар пат да станеме на вистина урбана и современа општина и промените се видливи, тоа луѓето може да го видат. Уште пред подолг временски период, токму во една моја емисија, вие бевте прв кој што кажавте дека немате амбиции за градоначалник на град Скопје и дека Ѓорче е тоа што е, односно дека е доволен терен за работа. Па така е, зошто најпрво јас многу го сакам Ѓорче, делот од градот во кој што доаѓам. Дополнително на тоа почнавме многу процеси, во фаза на реализација сме на процеси и проекти кои што ќе следат и проекти кои што после тоа ќе дојдат, бидејќи ја поставивме основата и навистина сакам да ги видам тие проекти реализирани, да оставиме белек како генерација, не зборам јас тука лично како Александар Стојковски во ситуацијата градоначалник на општината, туку да оставиме белек како една генерација на млади луѓе кои што се присутни на територија на општината повеќе од 20 години политички. Тука сум јас, тука и пратеникот Бојан Становски и министерот Владомир Сајловски и Даниелот Савата Борис Трајковски, директорот и ред други луѓе кои што функционираме заедно како тим. Имаме силна поддршка од комитетот, имаме силна поддршка од граѓаните да сработиме работи кои што ќе останат за идните генерации во Ѓорче Петров. Кои се вашите информации кога ќе ги слушнеме останатите имиња за градоначалници, особено е интересно на за град Скопје? Па да, интересот за град Скопје може би најголем вака во јавноста, но личност навистина не знам се она што е пласирано во јавноста како информација. Не ми е познато конкретно надвор од тоа, немам детали, некои се спомнуваат повеќе имиња, како иде, знам дека идниот градоначалник на Скопје ќе биде од редовите на ВМРО ДПМН, ќе направиме се и таа е кариката која што многу ни недостасуваше во изминатиот период. Една работа која што верувам многу ќе помогне за граѓаните да сватат со кого си имаат работа, она што го споменавте е дека имате за промена поддршка од централната власт, односно од владата, доказ за тоа е и унгарскиот кредит. Еве како да направиме една споредба, како беше да се работи со владата на СДС и ДУИ, како е да се работи со владата на ВМРО знам и вреди. Па видете, не може да правите споредба. Сега ден и ноќ. Не може да правите споредба зашто нема со што да споредите претходно. Ниту сме имале можност да аплицираме с проекти. Фала Богу, па немаше ни проекти некои затекнато во општината кои што можевме да ги работиме во тој период. А сега само за година дена, нема мислам дека ни година уште од формирањето на владата, така нешто беше. 23 јуни чина. Така, имаме прв повик имавме со кој што добивме негде околу 2 милиона евра, односно околу 119-120 милиони денари како општина. Имавме втор повик на кој што аплициравме со 24 проекти, со вкупна вредност од околу 6 и нешто милиони евра, 380 милиони денари, 369 беше. Вториот повик аплициравме со 24 проекти. 24 проекти кои што ќе значат целосно решавање на инфраструктурните проблеми во Ѓорче. Тука зборувам за 89 улици во Ѓорче Петров. 89 улици или вкупна површина некои 20 километри должни. 20 километри должни нова патна инфраструктура на место каде што немала и имаме предвидено реконструкција на некои од најважните патни правци кои што би сакал да ги истакнам. Тоа е реконструкција целосна на главната улица во Хром, во Индрашкоци,
каде што е предвидено и поставување атмосферска канализација, продолжување на патот од Волково према Кучково, проширување рехабилитација на патот од Орман према Никиштани, изградба прв пат за нешто што имавме многу реакции на улицата 1 во Ново село, тоа е познатиот дел кај Каммаркетот, видејќи луѓето таму имаат инфраструктурни проблеми кои што ни се наследени, конечно еве и тие проблеми ќе ги решаваме и многу други локални патишта и краци. И она што го ветив гордост ми е дека ќе види светлината на денот Ѓорче Петров без скал. Сакам еднаш сите луѓе кои што живеат, посебно луѓето во руралниот дел, да имаат соодветни услови за живот како луѓето во урбаниот дел на општината и верувам дека со овие проекти, со доградба на училиштата, со изградба на нови градинки, дека целосно ќе го зајакнеме капацитетот. Значи сепак најфокусирани сте на патната инфраструктура и тоа беше најпотребно. Така, една асфалтна револуција, буквално така ја нарекувам. Па ајде сега видите, не ми текнало на тој термин мене, но еве ако имате за предвид дека со овој повик преку 220 милиони денари ќе бидат инвестирани, тоа е приближно 4 милиони евра во обнова и изградба на патна инфраструктура, дека претходно имаме ние претходно од претходниот повик околу 40 милиони денари, исто така за патната инфраструктура, 40 милиони денари наши пари општински преку буџетот на општина, кои што ги инвестираме исто така во патната мрежа, така да еден циклус ќе затвориме над 300 милиони денари. Тоа е повеќе од 5 милиони евра инвестиции во патна инфраструктура во Ѓорче Петров во само еден мандат. Знаеме каков е односот во централната власт, односно во собранието меѓу власта и опозицијата. Но еве како е тоа на локално ниво? Како соработувате или не соработувате со опозицијата во општина Ѓорче Петров, односно во советот на општината? Па видите, не можам да се пофалам дека имаме некоја соработка, бидејќи ние на наша иницијатива не нашла на позитивно, секогаш се гледа да се најде одредена фалинка, нештото да се искритикува, никогаш да се поздрави, тоа од една страна за затворени врати на седницата на Совет, од друга страна јас не ги видов нив 4 години да направат сериозен притисок, да излезат на некоја пресконференција. Ако сме биле толку лоши како што сакат сега да кажуваат во преисторијето, јас би ги прашал нив каде биле они досега. Што правеле 4 години? Колку пресконференции одржале, колку настани направиле, колку средби имале, зашто се бореле овие 4 години. Или пак фокусот е сега предизборно за да се позиционираат кој на советничка листа во општина, кој на градска листа, кој кандидат за градоначелник, ќе помини сето тоа за 3-4 месеци и повторно ќе паднат во длабок зимски сон. Дали таму ја имаме она неофицијална коалиција, вие веќе го споменавте тоа СДС Левица Дуј? Па да, Дуј ги немаме кај нас во Советот, но ги имаме СДСМ и Левица. И си соработуваат? Да, перијаник на СДСМ во Ѓорче Петров е советничко од НСДП. Сега на тоа ниво е СДСМ во Ѓорче Петров. Така. Опозицијата општо, не само на локално ниво, туку и нели како опозиција во власт, контра власта, го кудеше унгарскиот кредит, повторно со истата работа која што беше за стратешкиот договор со Британија, дека тоа се кредити, ќе не задолжат толку и толку. Како некој може да биде она прашање што го поставуваат сите против, еве токму, градење на патишта во општините, настана на оние големи, како го доживеавте овој напад, атак врз проектите? Апсолутно го доживувам како неозбилна некоја лична негативна амбиција, не знам како би го доживел. Вие да имате можност да за толку кусо време ги решите сите инфраструктурни проблеми, зборам од патишта, ги кажав претходно. Ќе правиме доградби на 2 училишта. Трето училиште доградба ќе финансираме преку Светска банка преку МОН. Градиме една градинка. Во текст сме во фаза на евалуација на започнување на постапката за втората детска градинка во Дексион. Каде вие во колка временски период Ѓорче имало во изминатото 4 објекти на детски градинки, сега во моментов 2 други дополнителни, едната се гради, другата е во фаза на евалуација и очекуваме да имаме избран изведувач. Значи збориме за нешто што било 50-60 години на назад и збориме за нешто што се случува 2-3 години на назад. А и што ќе се случи во наредниот период од година и после завршување на големите. А за улиците верувам дека до крајот на годината овие проекти што ги кажав дека ќе бидат завршени. Како поинаку која општина е толку мокна во државава и еве и најмокните финансиски што се по однос на буџет, на средства, по број на жители, како сакате гледате ги, која општина сама
од себе направила толку капитални проекти во изминатиот период, децении назад може да се вратиме, не да гледаме мандат 2-3 позади нас, него да се вратиме многу подалеку. Зошто не го искористиме тој момент да си го решиме проблемот ние со сместување на децата во градинки, да имаме училишта кои што се со соодветни услови за функционирање, за престој, за учење на дечињата. Имаме опција да и тоа се сите продуктивни проекти. Сакаат да не омаловажат. Ја гледам и по коментарите, ги следам често кај мене на Facebook страната, го гледам типот и наративот и од која страна доаѓа. За жал тој амбиент на подценување на другиот. Тоа што сакаат да они да се смеваат со сето тоа, се смева и во едно друго време, па ги видовме што се случи со државата кога дојда СДС на власт, заедно со ДУИ и сите други пајтон парти што беа со нив. За 7 години урниса се што градевме претходниот период. И не само ние како влада на ВМРО 11 години претходно, туку и сите други. И дури онаа влада на СДС која што беше пред нас. Толку неспособни луѓе, толку неамбициозни, толку неосетни за ситуацијата и за проблемите на луѓето, да излезат во престот и да сработеле, не сме имале ние до сега. Значи, ветувате, односно и работите на тоа да вратите општина Ѓорче Петров на една висока позиција во однос на скопските. Да, поставиме, зашто општината Ѓорче Петров, вака да се разбере, никогаш по својот финансиски капацитет никогаш не била. Не била на тоа ниво. Ние оваа година за прв пат успеавме да обезбедиме рекорден буџет. 700 милиони, мислам приближно дека беше денари плюс буџетот за дотации. Ако претходно сме имале буџетот по 240, 200, 300 милиони денари, сега имаме 2,5 пати поголем буџет. Тоа значи дека и втора година поред ни се доделуваат дополнителни средства од ДДВ-та, сега ни се додели 18 милиони денари дополнителни заради како резултат на доброто финансиско работење. Самото по себе тоа е најголемо признание од државата што може да го добиеме ние како општина. Тука е во план каде и да треба да стартуваат и работите околу оној втор стратешки договор со Британија. Зборуваме повторно за една инфраструктурна револуција во Македонија која што ќе донесе брзи пруги, патишта, клинички центри, факултети и се. Како општина гледате на тоа? Дали и вие ќе имате удел во приказката, бидејќи многу пари се останати да бидат на располагање? Дали повторно ќе се однесува на општините? Верувам дека нема се да биде централно само за поголемите капитални инфраструктурни проекти. Со вториот кредит, односно со договорот што е за стратешко партнерство помеѓу Република Македонија и Велика Британија, беа најавени голема сума на средства кои што и премиерот истакна дека ќе се вложуваат во инфраструктурата и во подобрување на здравствената инфраструктура. Ние имаме неколку локации во Ѓорче Петров каде што можат тие средства да бидат насочени. Баш пред скоро време во единствената специализирана болница за геронтолошки болни, гериатријата во Ѓорче, имавме состанок со директорката и обновуваме некои планови кои што и таа и јас како дел од таа институција во минатото ги имавме зацртано. Сакаме таму да го реализираме првиот центар за рани, тоа е изворна идеја на директорката доктор Ленче Невоска, проект кој што негде пред 10 години беше осмислен и закочен целиот овој период на назад. Така да еве, тоа би било можеби проект со кој што би влегол во оваа рамка, ќе инсистираме, јас ќе се залогам многу, имаме уште неколку локации, па и да видиме локацијата за клиничкиот центар кој што беше претходно најавуван во Ѓорче, меѓутоа не дојде до негова реализација. Како лекар, како гледате на моментот што да најголемиот дел од парите се за инфраструктурни објекти, за енергетика, тука е Чебрени Галиште, нели? Но и за здравствени објекти, ќе имаме клинички центар нов во Штип, ќе имаме медицински факултет таму, во Кичево, претпоставката е дека... Болницата конечно. Така, да. И конечно и клиничкиот центар се има навестувања дека ќе се прави. Што ќе значи ова за Македонија, за оној сектор небадијала, секторот што живот значи како лекар? Така е. Па видете, и двата сектора живот значат, и тој енергетскиот и овој што е здравствениот, се е поврзано некако со животот, па инфраструктурата, патиштата. Квалитетот на живење е многу битен за долговечноста на луѓето. Ги поздравувам сите напори од овој аспект за било каков тип на инвестиција. Посебно енергетиката, тука знаеме дека енергетска војна ни следи малтене со сите овие процеси кои што на светско ниво го дестабилизираат
пазарот, добро е да сме енергетски независни, но на што посебно ме радува е токму инвестициите во здравствените капацитети, затоа што таму е најмалку инвестирано. И во минатото кога се инвестираше во набавка на опрема. Не се погриживме доволно во минатиот период за тоа да имаме соодветни објекти, соодветни установи, бидејќи тоа значи и подобар престој за пациентите, но и подобар престој за вработените. Задоволството и на едните и на другите некако поврзано. Вие не може да имате задоволен пациент ако имате незадоволен здравствен или нездравствен кадар кој што работи во здравството. Сите овие проекти се убави. Клиничката болница или клиничкиот центар во Штип, јас знам дека тој проект може да се влече 10 години наназад. Добро е конечно да се заврши, да се стави во функција. Мислам дека имаш иницијатива за ургентен центар во Куманово, не знам што се случи со тоа. Болницата во Битола, па имаме клиничкиот центар во Скопје. Имаше неколку предлог решенија како идејни проекти и било кој од нив да се реализира е добро и е прифатливо. И добро е што еве ќе се ослониме на инфраструктурата во здравството, нешто што е многу потребно затоа што пак и ни го задржи медицинскиот персонал во државата. Ние имаме во моментов сериозен проблем со одливот на кадар, посебно со одливот на медицински сестри. Знам каква е по болниците, по клиниките, има постојано побарувачка, па и по приватните здравствени организации. Тие некако најлесно успеваат да заминат и најлесно се одлучуваат, за жал, и мораме тука да дареме голем принос. Каде и да се фатите, вие имате една ситуација да не е инвестирано нештото со години. Работите не се менуваат преку ног. Потребно е време. Еве, парите добро што се обезбедени. Времето е на наша страна, ќе кажам, и ова се добри проекти за да колку толку фатиме чекор ние и со Европската унија и со светот. По сите статистики, гледајте ги, ако продолжиме сами по себе како до сега, како што беше во минатото, ќе ни треба, не знам, во 30 години да ги стигнеме или барем да бидеме на нивото на кое што се тие денеска. На овој начин ни се нуди, ако рационално ги искористиме, тука е битна улогата на државата, рационално да се искористат тие средства, да имаме правилна инвестиција во проекти кои што или ќе заштедат пари, или пак можеби ќе ни донесат пари како држава, и на тој начин сметам дека ќе бидат целосно оправдани. Сега зборуваме за инфраструктура, за медицински, центри, за факултети медицински, зборуваме за енергетика, како повторно како и со унгарскиот кредит имаме критика, и тоа силна од опозицијата, дека ова ќе било само параван за правење тендери и полнење џебови, де не се знаело потеклото на парите, де ваму, де таму. Како гледате на овие обвинувања за вакво толку круцијално и есенцијално, што би рекле, за Македонија и подобрување на животот? Немојте да очекувате дека ќе најдеме на поддршка од луѓе кои што не се спремни. Што е добро, сепак треба да се поздрави, не? Така е. Еве, јас сум имал такво искуство во минатото и сум поздравувал одредени активности кои што биле преземени пред мене. Но, за жал, немаме такво чувство од другата страна. И не може да очекува, ги гледам нив како се однесуваат во Советот, како се однесуваат сега предизборно. Сето она што е црнило од нивна страна, ќе излезе на површина. Ќе бидеме обвинувани за се и се што, но пак кажав, времето ќе помине и резултатите ќе покажат дека сме биле во право за многу работи. Тоа дека ќе се смејуваат со овие проекти, дека ќе се смејуваат со нашата работа, ќе пробуваат да не деловираат на секој можен начин, за тоа не се сомневам, тие се и треци за таква работа, впрочем и така обстојувале цело време на власти во минатото. Еве, кажете ми еден проект вие што го оставија, го почна и го заврши они во изминатиот период како влада. Се слика со патиштата кои што ВМРО ДПМН ги почна и скоро ги заврши, игра чочеци таму што се случуваше. Па ја карпи по патиштата во Македонија, па седеа по 6 месеци на нови патишта одрони. Имавме секакви ситуации. Имавме ковид кризата, колку криминал се случи таму. Обвинителството треба да постапува ревносно, како што постапува во други случаи, да испита работата на тие ситуации за кои што беше запознаена јавност. Значи, мораме малце да сме тука поотсечни, да сме поодлучни, доколку сакаме да се врати до вербата во институциите.
Имаме уште многу теми за отворање. Со нас е градоначалникот на Ѓорче Петров, Александар Стојковски. Се раќаме веднаш по куси од блок реклами. Останете со нас. Се враќаме во за или против. Мој гостин Александар Стојковски. Градоначалниче, дефинитивно значи нема да се градат хемиски фабрики кај вас во Ѓорче Петров, не е за промена што ќе се гради ако не се хемиски фабрики. Апсолутно тоа рековме не доаѓа во предвид, како што кажав и во претходниот дел на емисијата. Изработивме проекти за изградба на капитални и крупни проекти во Ѓорче Петров. Претходно зборувавме за инфраструктурата, би сакал да ги истакнам и не помалку битните доградби на училиштата во Ѓорче Петров. Затоа што како општина Ѓорче Петров ние први направивме еден ичекор да училиште по училиште пробуваме да го адаптираме за да одат во една смена. Тоа го пробавме во едно, па во друго, сега 4 училишта. Ни од едносменски, ни фалат капацитети во другите и затоа предвидовме со проектите ни се прифатени и се во ред, доградба на подрачното училиште Беровски во населбата Хром и доградба на основното училиште Јоаким Крчовски во Волково. Тоа е преку повикот кој што е од страна на владата, додека пак доградбата на основното училиште Страшо Пинџур ќе ја реализираме преку програма на МОН во соработка со Светска банка и тој процес е исто така во тек. Со доградбата на овие 3 училишта ние значително ќе го изголемиме капацитетите и ќе возможиме на дечињата да одат во една смена. Дополнително на тоа, кажав дека изминатиот период создававме услови. Мене ми е многу жал што во тој блок СЗ-16, дупот кој што градоначалничката Арсовска го оспорува, имаме предвидена локација за детска градинка, која што со претходните верзии на планот не беше предвидена. Морам да го истакнам и еве јавно ќе кажам дека пред месец дена претходно пред емисија, уште додека мај месец беше негде кога трае повиците, лично и се јавив да замолам да ни даде хидротехнички услови за изградба на тој објект. Ниту за некакви фабрики, ниту за изградба на згради. Меѓутоа, во тој момент не ми беше посочено јасно и после видов дека нема намера да ни даде и не спречи во намерата да аплицираме на овој повик од страна на владата со проект од приближно 2,5 милиони евра да изградиме градинка за децата кои што се жители на населбата Александрија. 250 дечиња можеа таму да најдат престој. Тој проект, за жал, ќе мора да почека до наредниот градоначалник на град Скопје, не више од сега. Тој проект за изградба на детска градинка и на основно училиште во Дупот СЗ-16 го ставам како приоритет за реализација во мојот иден мандат. Тоа е едно, продолжуваме, како што кажав, со обезбедување локации за други детски градинки. Во блокот СЗ-21 предвидуваме голема маркица за детска градинка. Ја градиме градинката во Стопански двор. При крај сме со постапката за градинката во Дексион и верувам дека кога ќе ги реализираме сите овие локации, дека навистина нема да имаме проблем со сместувањето на нашите дечиња во градинките. Школите и градинките ми се мене врвен приоритет. 2 школи се доградија во првиот дел од мандатот Тихомир Милошевски и подрачното во Хром, се уште една доградба на тоа во Хром и верувам дека ќе создадеме подеднакви услови за посетување настава на сите дечиња во секој дел на општината. Паралелно со централната власт и општините градат за промена, нешто што не се случуваше и изгледаше како некоја баук тема, но еве се случува. Што сето ова, што се случува во моментов во Македонија, се гради, се прават работи, значи за Македонија и за македонските граѓани според вас? Па видите, значи многу, посебно вложувањето во инфраструктурните проекти. Во било каков тип на инфраструктура. Сега не подразбираме тука само патишта, ги спомнавме болниците. Еве спомнав јас училишта, спомнав градинки. Има ред други проекти кои што се специфични за одредени места. Изградбата на патната инфраструктура ќе има, мислам дека најголем бенефит ќе имаме ние како граѓани, бидејќи побрзо ќе може да движиме внатрешно и почесто ќе можеме да патуваме во рамки на државата, да не ни е поблиску да идеме по автопат до Србија или до Грција, него да си појдеме до Охрид, да си појдеме до Струга, да си појдеме до Берово, да си ги видиме нашите места, а добро е тоа што еве слушнав се најава за брзана изградба на пруга која што ќе не поврзува во правец од север
север-југ со нашите соседи, впрочем ќе не поврзува на север со цела Европа, доле на југот со Грција, тоа ќе овозможи побрза комуникација и развој на бизнис, ќе овозможи дури можеби патувања на дневна основа на некој кој што ќе работи надвор од границите на републиката, нуди можност. Секогаш е подобро кога имате одредена можност, него да ја немате воопшто како до сега. И не знам зошто толку негативно се пристапува и однапред се прават некои калкулации. За жал, кај нас многу лесно се манипулира со граѓаните, се иде на таа негативна емоција дека нештото цело време не чини. Јас не верувам дека е така и ова е надеж. Ние мораме да се бориме. Ако оставиме на нештата да бидат како што биле до сега, никаде не води тоа. Не може вие да правите исти постапки, а да очекувате дека ќе добиете различен резултат. Него ние мораме да се зафатиме во крупни работи. Очигледно дека досега на јавноста, ниту во политиката, ниту пак на публиката која што е од страна била изложена на ваков тип на проекти, на сите може ќе ни биде малку чудно на почетокот, но верувам дека ќе се адаптираме и кога ќе ги видиме крајните ефекти, ќе бидеме многу задоволни. Знаете како, ние по карактер сме така, по темпераментен народ, по емотивен народ, ги доживуваме нештата со повеќе емоција некојаш отколку што е вклучен разумот и оправданото и логичкото размислување, но во секој случај верувам дека сите овие инвестиции кои што ќе се случуваат во наредниот период на сите сегменти на живење ќе го подобрат квалитетот на живота, со тоа колку толку да успееме, бидејќи ни се случува демографска катастрофа, да ги задржиме младите во државата, да можеме да планираме развој. Иначе ќе останеме сами со улиците, со болниците, со објектите и ќе имаме многу тежок период. Колку се тоа заедно зборуваме, како што кажавме, за енергетика, за здравство, зборуваме за образование, но и еве и грантови конечно доаѓаат нели за младите, какви такви десетина илјади евра почнување нови бизниси, ќе бидат одлучувачки за токму оној главен страшен демографски проблем што го споменавте. За минатата година беше имаме повеќе починати од новородени, во превод имаме негативен наталитет или морталитет поголем од наталитет. Демографски прираст. Да, демографски прираст мислам дека има неколку години. Да, поред. За жал. Колку се тоа е насочено баш знаете кога тоа е многу добро како активност, пак ќе кажам, било каква активност не треба да подценуваме било која вредност, износ или како иде како можност. Дајте му вие на некого можност, нека си процени самиот и нека види дали тоа нешто му одговара за да си направи подобри услови за себе и за своето семејство за живење. На некој ќе му одговара, на некој не. На некој ќе му биде малку, на некој можеби нема да му биде воопшто како потреба. Но луѓето во држава имаат многу малку можности. Тоа е основниот проблем. Дајте му на човекот можност. Први да има еднаков пристап до системот, нели велиме фер систем, еднаков за сите. Дајте му ја првин таа шанса. Дајте му вакви можности. Имаше, мислам, дека и за преселување на село, дека ќе се даваат 100.000 евра по семејство или беше меркат. И тоа е добро. И тоа е добро. Пазете, не може вие пробувате нешто да направите. 100.000 евра не се мала сума на средства воопшто, посебно ако имате имот дедовина каде што би може да се вратите и да се занимавате со земјоделие, со некои алтернативни гранки на туризмот, на полјоделство, одгледување на ситен или крупен добиток, не се малце пари. Ова исто така беше најавено повторно да се активира проектот Купи куќа за млади. Ние веќе како општина спремаме една локација со околу 400 куки каде што ќе може да се направат на многу убаво место. Еве ќе можеби да се вклучиме како општина во иднина во тој проект. Секоја опција што ќе ја дадеме е вредност плюс за луѓето да останат во државата. И ако вие работите континуирано на подобрување на условите, тогаш може да очекувате нешто за возвратот народот. Меѓутоа, вие ако го оставите народот и да не ги менувате работа, да не работите ништо во позитивна насока, конструктивно, макар били изложени на јавноста во прво време на вакви негативни, делумно критики од одредени центри, тогаш вие не може да направите никаква промена во иднината на општеството. Благодарам што бевте мој гости. Благодарам многу вам на поканата.
Ми беше чест. Благодарам. Благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.